Цените на храната во оваа година глобално ќе раснат, а Македонија на удар ќе биде меѓу првите држави, најавуваат експертите. Причини за ова има многу, но како основни тие ги наведуваат следните. Површините каде што порано се произведувало поголеми количества на добитошна храна, а се разбира и на храна за луѓето, се намалени, се влошени условите за производство, приспособувањето на земјоделците кои што треба да ги применат последните агротехнички мерки не оди како што секогаш посакуваме ние, и сета тоа си има ефект врз намаленото производство на глобални рамки, а врз основа на тоа и намалена понуда, што значи дека цената е неминовно дека ќе дојде до пораст оваа година. Освен кај земјоделците, долги години стагнација на производството има и кај сточарите. Тие со години укажуваат дека стадата им се помали, но нив нема кој да ги слуша, зашто кога тие зборуваат, политичарите задолжително главата ја вртат на другата страна. Од тука, дека цената на храната ќе расне, се согласува и директорот на Агенцијата за храна и ветеринарство Зоран Атанасов. Освен долгогодишните проблеми со кои земјоделците се соочуваат за повисоките цени на свинското и говедското месо во оваа година, пресудна ќе им бидат и болестите. Во Бугарија веќе втора година има африканска чума, исто како и во Србија. Се колат стотици илјадници свињи и сето тоа не може да нема реперкусии. Вели Атанасов, за овие проблеми да ги амортизира и надмине, државата со субвенции упорно ги стимулира земјоделците, но резултатите се полоши. Колку субвенциите се зголемуваат, земјоделците се понезадоволни, а производството е се помало. Зошто? Во услови каде бројот на населението константно паѓа, бројот на младата работна рака која што треба да врши замената на насело и да ја преземе обработката на земјоделски стопанства е во постојан пат. Од тука, колку и да расте субвенцијата, тоа нема да значи зголемување на безусловно зголемување на приносите. Дека нешто со цените на храната предстои насетуваат и граѓаните, дека под джебот ќе поминат неудрени, не веруваат. Ќе се зголемат, како не, сакалени ќе ја гледам артиклите. У супермаркет се 80% узни. Како и прошлата година што се покачија цените, веројатно оваа година ќе се покачат. Мислам дека цените на прехранбените производи се покачуваат енормно. На некој слабо, така по 2 динара, 1 динар. Бидејќи глобалните најави коинцидираат и со мислењето на сите останати, реално е во оваа година да очекуваме поскапи земјоделски и сточарски производи. Прашањето е само колку подлабоко ќе се брка во джебот.